Делчево и Годинова го собра балканскиот джет-сет на афоризмот, поводот познат. Причина плюс да се слушне нешто повеќе од сатирата на Зидаров, Миленковиќ, Димитров, Радосавлевиќ и останатите мајстори на афоризмот од Балканот. Субрата Рој не ги зазелени нашите полиња. Причина салдото му поцрвени. Имаме влада каква е што светот нема винено, што слепци се тоа. Во нашето собрание има и машки и женски тоалет, ама на нашите пратеници некако поблиски ме говорницата. Негувајте ги вашите мисли. Дозволете да ви го измијат мозгот. Брачниот кревет му е како Фејсбук, полне со пријатели. За домакините ова беше уште една потврда дека Делчево веќе е балкански, но и светски епицентар на хуморот и сатирата. Настанот беше идеална можност да се доделат наградите за најдобрите на PNS 2014. Па, мене ми е посебно драго еве што успеав на овој фестивал да стане традиционален, веќе трета година поред се одржува. За мене најзначаен е тоа што еве ова година успеавме на овој фестивал да направиме дури 5 промоции на нови изданија, едно фестивалско зборник на афоризми Делчевски кукуригања и останатите на авторите, нашите гости на овој фестивал. Па задоволни сме од одзивот на карикатуристите, имавме некаде преку 150 карикатури од врвни мајстори од областа на карикатурата. Исто така сме задоволни од квалитетот на афоризмите што ги добивме оваа година. Општина Делчево традиционално по втор пат организира манифестацијата Пијанички денови на сливата 2014 во функција на туристичка понуда на регионот. По склоп на оваа манифестација се одржува и овој меѓународен фестивал на афоризам и карикатура PNS 2014. На настанот се изложени карикатури од меѓународниот конкурс за карикатура и афоризам на тема Зелено 2014 со учесници од цел свет. Убаво е чувството да се биде дел од оваа атмосфера, оваа публика која што се наде да ужива во вечерашната програма. Годинава во глобални рамки за афоризмот беа значени неколку исклучителни настани. Ако ме прашате што е нешто најголемо што ние успеавме да го направиме, тоа е излегувањето на антологијата на македонскиот афоризам и нејзино представување во Скопје. Тука се појавија сите автори моментално кои пишуваат, што за мене беше лично изненадување, бидејќи ја бев авторот и не знаев дека ќе побуди толков интерес. Имавме и дури проблеми да луѓето кои беа надвор од салата побараа дали ќе направиме уште еднашка промоција, што за мене лично не представува никаков проблем, но мислам дека посреќен ќе бидам, задоволен ќе бидам ако промоции се прават на ново создадени книги. Наравно, политички су увек инспирација. Веќе неколку години сум дел од фестивалот и можам слободно да кажам дека светла иднина го очекува. Инаку мојата инспирација секогаш се политичарите. Ние преку афоризмот се обидуваме барем на мал начин да допринесеме и да го изразиме сето она што тие негативно го работат. Нас окружува кои су наравно негативни. Ова награда затоа што ја добивам од овие луѓе со ваков дух за хумор, за сатира, за афоризам, па дури за карикатура, ми е најмило. За хајлајтсот од годинешното, но и предходните изданија, општината Делчево повторно најавува изненадување. Инаку и Годинова не изостана заедничката дружба со основците од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, кои од балканските мајстори на афоризмот го слушнаа најдоброто од 2014.